Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Утре е Илинден, празникот со длабоко револуционерно и историско значење. Малопродажбата во Македонија бележи силен пораст во јуни. Најмногу се трошело за храна, пијалаци и тутун. Книгата од диалог до политика, дизајн на градови што слушаат и одговараат, од авторката Климентина Ѓорѓиевска како модел за поодговорно локално владење. Повторно кражба во Еврокомпозит, овој пат во управната зграда. Приведен прилепчанец, возел со 1,79 промили алкохол во крвта. Времето денеска сончево и потопло. Викендов по високи температури. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Освен што е црковен ден, Илинден е и државен национален празник. На 2 август 1903 година избувнало Илинденското востание, организирано од натрешната македонска револуционерна организација против Османлиската империја. Востанието започнало во Крушево, каде што е прогласена Крушевската република, првата таква форма на слободна власт на Балканот во тоа време. Лидерот Никола Карев оставил силна трага со неговата визија за мултиетничка и слободна држава. На 2 август 1944 година, точно 41 година подоцна, во манастирот Свети Прохор Пчински се одржало првото заседание на АСНОМ.
Тоа значи официализирање на македонската државност, јазик и институции во рамки на поранешна Југославија. Токму овој Илинден е темел на денешната современа држава Македонија. На овој ден православната црква го чествува свети пророк Илија, еден од најпочитуваните светци. Тој се смета за заштитник од громови и оган, а многу цркви и манастири низ Македонија го носат неговото име. Често пати празникот е поврзан со народни собири и традиционални слави. Државниот врв и оваа година ќе го одбележи националниот празник Илинден на различни локации, следејќи ја долгогодишната традиција за чествување на двата Илиндена, Крушевскиот и Јасномскиот. Премиерот Христијан Мицкоски ќе биде дел од свеченостите во Скопје, каде ќе положи свежо цвеќе и ќе има свое обраќање по повод празникот. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова ќе присуствува на централната манифестација во Крушево на Мечкин камен, символот на Крушевската република и Линденското востание од 1903 година. Спикерот Африм Гаши најверојатно нема да присуствува на ниту една од државните манифестации поради здравствени причини, па поради тоа собраниската делегација ќе ја предводи подпредседателката на собранието Соња Бендевска, која ќе положи цвеќе на меморијалниот центар Асном во Пелинце. Прометот во малопродажбата во Македонија бележи сериозен раст, особено кај трговијата со храна, пијалаци и тутун, објави денеска Државниот завод за статистика. Според официјалните податоци, во јуни 2025 во споредба со истиот месец лани, реалната стапка на прометот во оваа категорија е зголемена за 22,5%, додека номиналниот пораст изнесува дури 31,5%. Податоците покажуваат дека растот не е ограничен само на прехранбени производи. Во категоријата непрехранбени продукти, освен гориво, реалниот раст е 5,2%, а номиналниот 9,2%. И воопшто во сите групи, освен трговијата со горива, реалната стапка на пораст е 13,9%, а номиналната 20,4%. Значаен раст е забележан и во трговијата со автомобилски горива, каде реалниот пораст е 8,3%. Овие бројки сигнализираат позитивен тренд во потрошувачката, што може да се толкува како знак на зголемена економска активност и доверба кај потрошувачите. Во период кога многу европски економии бележат стагнација, Македонија регистрира стабилен раст на малопродажниот промет, особено кај основните прехранбени производи. Неодамна во градската библиотека Борка Талески беше промовирана книгата Од дијалог до политика, дизајн на градови што слушаат и одговараат од авторката Климентина Ѓорѓиевска, прилепчанка, политиколог, граѓанска активистка. Книгата може да се толкува како модел за поодговорно владење и мост меѓу теоријата и практиката. Искуството од Нью Орлеанс за мене беше инспирација и доволен мотив за создавање на ова дело, кое треба да ја најде својата општествена и практична примена во функционирањето на локалната власт и зајакнување на релацијата заедница-локална власт, вели Климентина Ѓорѓиевска за Радио Пела. Свесна дека таа е избрана за да им служи на граѓаните, го поминуваше најголемиот дел од своето време не само во канцеларија, и на терен, на директни средби со граѓаните. Имаше, секогаш се одзиваше на сите повици од граѓанскиот сектор или од неформални граѓански групи, така што би рекла дека тука има организацијската поставеност, структурата е значително различна. И можеби тука се главните, не би рекла бариери, туку на тоа се должи начинот заради кој што постапуваат различно, нели? И тие таму имаат своја ресорна комисија која ја водат и водат седници на совет. Седниците на совет некогаш траат и 5-6 часа. Секогаш граѓанинот има право да се вклучи директно во седницата. Значи, кога разговаравме ние со советниците во Прилеп, добивме информација дека секој граѓанин може да присуствува, треба да пополни само едно барање, може да го направи на денот на седницата, но нема право да го каже своето мислење јавно на седница. Таа е исто една клучна разлика. Од полицискиот билтен. На 31 јули 2025 во 14 часот на булевар Гоце Делчев во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода
СД 52 годишен од село Војđани Прилепско. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници запреле возило Toyota со прилепски регистарски ознаки, кој го управувал СД и по преземени мерки било констатирано дека под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,79 промили алкохол во крвта. Тој е задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297 од Кривичен законник, безобзирно управување со моторно возило. Истиот ден, 31 јули во 15 часот и 30 минути во ОВР Прилеп, лицето ОС, 48 годишен од Прилеп, пријавил дека на улица Васко Карангелевски во Прилеп бил физички нападнат од две лица кои употребиле тврд предмет. На 31 јули во ОВР Прилеп било пријавено дека во периодот од 16 часот и 30 минути на 27 јули до 14 часот на 31 јули со употреба на физичка сила и подесен алат било влезено во канцелариски простории во управна зграда од поранешна фабрика 11 октомври Еврокомпозит на улица Александар Македонски во Прилеп, при што биле одземени 4 електромотори од хидраулична машина со електрични додатоци, кабли, инсталации и предмети од различни електронски уреди, 2 електромотори од фрижидер и 2 торби со повеќе метални предмети. Увид на местото извршила увидна екипа од ОВР Прилеп и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Временска прогноза. Времето денеска сончево и потопло со мала до умерена локална облачност. Ќе слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во Прилеп времето сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе слаб до умерен ветер од северен правец со максимална температура до 29 степени. Викендов се очекува сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен ветер од јужен правец. Попладне на некои места можна е нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.